почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Криминалниот картел на власт, начело со Зоран Заев, откако ја презеде власта, континуирано го зголемува своето богатство. Зоран Заев потврди дека неговата фамилија, преку братучето Трајче Заев, влезе во милионскиот бизнис со марихуана. Ова е второ големо проширување на бизнисите на Заеви, откако Зоран Заев е премиер. Имено, постапувањето на функција на Заев. Фирмите на Заеви го преземаа струмичкиот конфекцијски гигант Герас Цунев со деловни простории над 1800 метри квадратни по цена од една гарсонјера или за само 20.000 евро. Доколку тука нема конфликт на интереси, тогаш до крајот на мандатот на Заев половина Македонија ќе стане собственост на неговиот клан. Јавноста има право да знае за колку е зголемен капиталот на Заеви и нивните фирми откако Зоран Заев е премиер. Вториот човек на картелот, Кочо Анѓушев, во чекор ги следи постапките од својот шеф. Со самото стапување на функцијата вице-премиер, фирмите на Анѓушев почнаа да нижат државни тендери. Па така, Феру Инвест на Анѓушев доби тендер вреден 2,6 милиони евра од АД Елем, а владата на седница изгласа ослободување од царина за јонско-литиумски батерии, кои во Република Македонија добро знаеме дека ги користи единствено фирмата на Кочо Анѓушев. Деновиве јавноста беше сведок на уште една сделка на Кочо Анѓушев. Во екот на преговорите околу спорот за името, Анѓушев си доби на сметка 5 милиони евра од соседна Грција. Тој си ја реализираше продажбата на неговата ЕДС на грчкото електростопанство за 4,8 милиони евра. Пред да се реализира сделката, Анѓушев лицитираше со неколку можни додавки за името на државата, како Горна, Северна, Вардарска, кои според неговите зборови за него лично се прифатливи. Ваквиот настап се поклопи со информацијата дека неговата фирма е предмет на интерес за грчкото електростопанство. Почитувани, картелот ја има заробено државата и ја користи за своји лични и лукративни потреби. Целата држава, државниот апарат и државните средства се ставени во полза на картелот. Додека стандардот на граѓаните се влошува и се живее далеку полошо од пред една година, Заев, Анѓушев и врхушката околу нив, преку нивните семејни фирми влегуваат во милионски бизниси. Овој криминален картел мора час поскоро да си замине. Нашите граѓани заслужуваат подобро. Ви благодарам.